Почитувани, нема ден, а на виделина да не излезе ново сведочење за владосудството и диктатурата во Македонија, особено кога станува збор за рекет, најголемиот рекетарски криминал тежок милиони евра. На судско рочиште вчера беа презентирани докази за комуникација преку Вибер, од која е јасно дека Зоран Заев управува со судскиот процес за рекет и од кој станува јасно дека Заев има влијание врз судии и јавни обвинители. Според презентираната Вибер комуникација пред судот, помеѓу Зоран Башановиќ, близок соработник на Заев, и Јасна Мандич, обвинетата директорка на Меѓународен сојуз, се докажува заложбата и ургенцијата на Заев да наредува кој да оди во затвор, кој во притвор, а кој во домашен притвор. Во судот беа читани пораки од Зоран Заев кон Зоран Башановиќ како одговор на побараната помош од Јасна Мандич до Заев. Заев во презентираната порака пишува: "Јас ке замолам во јавното обвинителство и суд да доделат полесна мерка да не биде затвор." Веднаш потоа допишува: "Другар, има јасни докази за Јасна, ми кажуваат, но ке се обидам да не е притвор, за на крај да му се обрати со пораката, нема да оди во притвор." Јасна Мандич, за подсетување, тогаш не отиде во затворска келија, туку доби полесна мерка, домашен притвор. Од тука станува јасна недвосмислената ситуација. Зоран Заев има увид во работата во третата власт, правосудството. Па кој е тој што му реферира на Заев за обвинителски случаи и дали така завршуваат сите процеси? Заев одобрува обвинителски истраги и обвинителски акти, а тие се спроведуваат само по негово барање и одобрување. Второ, Зоран Заев влијае врз судските одлуки. По пораката судијата определува куќен притвор, значи исполнето е барањето на Заев. Со тоа Заев лично определува по негова желба и видување кој да оди во затвор, а кој не. Тоа не е правосуден, туку владосуден систем. Премиерот на владата тужи, премиерот пресудува. Заев нарачува кој ќе лежи затвор или не. Трето, уште колку пораки ќе излезат, кои што ќе покажат вмешаност на Заев во самиот случај рекет, во кој што досега се обвинети, осудени и осомничени поголем дел од неговите најблиски соработници. Ова јасно докажува и зошто не беа земени предвид пораките на Заев до Боки 13, осуден за рекет, но и главниот човек на Меѓународниот сојуз. Бојан Јовановски неколку пати побара пред судот да биде вештачен неговиот телефон и директната комуникација со Заев, а судот и обвинителството на Заев тоа го одбиваа. Па тоа ли е барање и желба на Заев? Треба да кажат обвинителите и судството. И по сето ова обвинителството молчи и одбива да го истражи случајот за мешање на премиер во носење на одлуки од правосудните органи. Тоа, почитувани, е директно спротивно на демократијата и не е за прв пат, и самиот Заев сам во една прилика е снимен како вели: "Без Заев не може." Со Зоран Заев, почитувани, невозможно е да се има правосуден систем, а Македонија тоне во диктаторство и авторитаризам. Додека е Зоран Заев таму каде што е, ниту право, ниту правда нема да има во Македонија. Тој мора да замине, потребна е влада на национален спас и справување со криминалот, корупцијата и кршењето на човековите права. Ви благодарам. Дозволете ми да ви одговорам на неколкуте прашања стигнати до прес-центарот на ВМРО-ДПМН, а се однесуваат на нон-пейперот. Вели државата преку Бучковски достави нон-пейпер до Борисов, запознаени ли сте со содржината? Почитувани, ја повикуваме владата итно да одговори што содржи нон-пейперот кај Бучковски даден кај Борисов. Исто така, кој одобрил нон-пейпер и кој ја одобрил неговата содржина, каде таа била разгледувана? Воедно, Заев мора да одговори кога Заев му ветувал на Бојко Борисов за да стане премиер, кои се бизниси и концесии ги презел кон Борисов. Почитувани, Македонија има премиер кој што има концесии кон други држави. Затоа Заев води предавничка политика и преговара за македонскиот идентитет. Ви благодарам.